Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во Гласот на народот, во овој формат од 90 минути, со оглед дека навистина формат кој ќе ве исполни во целост, имајќи факт дека ова е ваквиот формат кој имав години назад. Да, Иван Наче го пушти и тој джингл кај што 25 години одбележуваме оваа година, тоа е 1/4 на век, да бидеме со вас катадневно, таа беше дневна доза, ова е неделна доза, но ќе видиме, можеби ќе се вратиме во истиот формат што бевме пред изборието. Имајќи факт дека во предвечерието на големиот христијански празник на Свети Димитрije Солунски, мироточив, ја реализирам оваа емисија. Еве, да ги ве поздравам моите најблиски соработници, тоа е Кристина Тумич, мојот главен продуцент, и Ивана Алексовска, кои ќе бидат со вас во овие речиси 87 минути. Одиме со тропорот и се враќаме во студиото. Велика обрета е беда, тя поморника вселена, ја страстотерче, јазики побеждајуща, јако же уболиеву, низложив јеси гордињу, и на подвиг дезновена, сотворил јеси нестора, тако свјате Димитрije, Христу Богу молися, даровати нам велiju милост. Клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Уште еднашка добро дојдовте во Гласот на народот. Вечерва, почитувани, ќе зборуваме за политичката карта на полокалните избори, за односите во владеачката коалиција и за тоа кој остана доследен на македонската идеја. Со оглед дека овие локални избори октомври 2025 година се дефинирани како едни од најмирните во овие 34 години од плурална политичка Македонија и покрај тоа што тој избор само го имаме фиктивно. Едноумието или малоумието, новинарска забелешка, никако не дозволува демократијата да биде во вистинска смисла на зборот. Зошто? Затоа што султаните на партиите, кои имавме еден султан кој треба да замине во секој случај, тоа е Али Ахмети, 22 години. Па да речем и други султани, али тие султани си собра, дојда, дрпна и си здувна и си направија огромен потенцијал за 50 генерации, како што рече Лјупчо Гергиевски на прилика. Нема да зборам за тоа каква била финансиска потенција порано, вие убаво тоа го знаете. Па потоа и да не ги редам ред други работи. Па ни дојде Сорос,
Па се лути еден мој соговорник, нема да го спомнам, со име Сорос дојде 1993 година и му собрати на тогашниот политички амбиент, чумуви ова знаме со 16 крака. Се молам, Сорос му се обраќа на тогашниот премиер и председател, кој кажа, ние немаме ништо со античка Македонија. И го дерогира статусот и статутот на државата, која си има еден континуитет на македонци од памти века, во тоа време, сега и во иднина. Значи, еден човек кој се представува за татко на народот, еден премиер кој се представува за прв човек на влада, кој прифаќа за 22 милиона долара, како што тој рогатиот парадон Сорос ги искешира кубајаги за некој си кредит и го тргна тоа свет символ на македонскиот народ. Но македонецот во срцето го има исклесано, тетовирано со Божи ракопис. Тој знак на кутлеш. И затоа денешните македонци, и покрај тоа, што свесно некој, морам овој коментар да го дадам, почитување од тие неделен магазин, има кои се на слот машина, тоа се сада самовците која го променија, името го продале, како што рече господинот Иванов, за 150 милиона, дали се 150, тоа се многу, они уживале да го кажат тоа ругло име. Сега ги гледате, сега без одна ругло име. Но таа перверзија во раскош ги видевме каде ги донесе на овие избори. Аут, надвор. Видичи, желудникот на човекот македонски не го поднесува. Предавникот, криминалецот, идиотот и сите тие медиокритетски особини што политичките така наречени елити, под навод, го направиле во изминатиот период, особено во тие 7 години. Изборите се случи, не е тоа чудо, тоа е очекувано. Коалицијата ВМРО ДПМН, знам, и влен за влен со запирка ќе ставам, победија 64 или 65 градоначалници по волјата на народот ги добиле. Вечерва со мене е подпредседателот на ЗНАМ, генералот Павле Арсовски, мојот драг пријател. Ќе го поздравам и ќе го посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, господине Томич. Задоволство е да се биде повторна гостин кај вас во вашата емисија и честитки за 25 годишниот јубилеј на емисијата Гласови. Воздишкиот се срце ви благодарам. Тоа е навистина за мене еден комплимент од ваша страна, но некој се уште со една ситуација не е на тоа, ја не знам на што се должи тој игнорантен однос. Ја не се дискредитирам, тие се девалвираат. Сите тие во кои учествуваат на еден начин во овој проект, програма, форум, не најдоа за сходност да го артикулират, но ви благодарам. На сите нас ни недостига истрајност, упорност и конзистентност во работата, а вие сте го докажале тоа. Штом четврт век работите во ист формат, континуитет по разни околности. Честитки за секоја чест за тоа. Благодарам. Мене ми е и задоволство што сум со вас, со тоа што како политичка партија, вие како подпредседател и председател на Републичкиот изборен штаб на ЗНАМ, морам да кажам дека направивте еден голем труд дадовте и нема да ми замери вашиот председател и тој е доста агилен, али успесите на ЗНАМ се малтене моја новинарска забелешка, освен на Максим Димитриевски, ваша априори, бидејќи ја поминавте цела Македонија, сите години, изминати денови, а јас сум сведок за тоа. Мала корекција, шеф на изборниот штаб, на Републичкиот штаб, беше нашиот генерален секретар Горан Минчев, а јас како подпредседател го држав регионот во изборна единица 3, бев шеф на регионалниот штаб, како што и други мои колеги беа шефови на регионални изборни штабови и генерално ние сме се уште нова партија, немаме бројно членство, но сите, апсолутно сите дадовме се од себе да овие локални избори бидат она што очекуваме да бидат. Имено, ние како нова партија за прв пат настапуваме на локалните избори. Ние немаме можност да се споредуваме со нашите резултати од некакви минати локални избори, како другите партии што имаат.
и си дадовме една тешка задача да се споредиме со резултатот од минатогодишните парламентарни избори. Сакавме да провериме како граѓаните гледаат нашата политика, дали ги поздравуваат, нашите политики како дел од владата и едноставно да се потврдиме на политичката сцена. И можам да ви кажам дека како партија ние до овие локални избори немавме советници, немавме ни градоначелник. Максим Димитриевски на минатите локални избори настапи како самостоен со движење Знам за наше Куманово. Ова за нас се први локални избори и први резултати. И можем да кажем околу тоа дека бидејќи имавме 53 листи на советници во 53 општини, значи едно 2/3 од она што е целокупната територија на државата, ние успеавме да постигнеме најмалку 2 или 3 цели кои што си ги зацртавме. Првата беше да видиме каква е поддршката на граѓаните за нашите политики и готово 40.000 гласови за листите на советници на движење Знам се доказ дека ние сме на прав пат. Тоа е запирка сам да. Умеам секој што кажам, запирка сам да додадам. Како ја ценувате тоа пораката што испратија граѓаните на овие локални избори октомври 2025? Ан женерал и кон вашата партија? Кон нашата партија, прво си кажам, она што е за нас, што се однесува до нас, ние потврдивме дека имаме солидна, многу солидна поддршка на граѓаните за политиките кои што ги водиме за овие години и пол дена како дел од владата. Втора работа ја потврдивме доминацијата во Куманово. Максим Димитриевски го освои третиот мандат како градоначелник. Успеавме да застанеме позади независната кандидатура на доктор Владко Грозданов во Кочани, заедно со ВМРО-ДПМН, и Кочани има нов градоначелник. И можам да кажам дека со тоа ги исполнивме 2 до 3 наши цели како поставени цели. За општина Центар водевме една сериозна борба. Се обидовме на граѓаните на Центар да им покажеме дека е се потребни промени. Нашиот кандидат Мирослав Будовиќ, поддржан од движење Знам и од ВМРО-ДПМН, имаше една многу добра кампања, позитивна кампања, но сепак на крај граѓаните на Центар одлучија дека се задоволни од тоа како Горан Герасимовски ја води општината, како се одвиваат работи на делот на хигиената, на делот на урбанизмот. Очигледно е се задоволни и од тоа што се случува на потегот кај Холидеј, во Ново Мало, кај Треска и така натаму, таа урбанизација, но граѓаните се секако во право и нивната одлука треба да се почитува. Да. Генерално ги исполниме повеќето од целите кои што ги имаме поставено за локалните избори. Една дигресија ќе направиме. Ветено сторено, вие сте дел од тој тим коалиција. Еве, не гледам у светот, господине генерале. Ја милам така да ве ословам. Убаво ми е, ако ми дозволите. Ви дозволувам и така е правилно. Да, и што градот се давеше малтене долг период во смет, во загаденост, во ѓубришта и така натаму, што велам дури шета глодари, јас на староворемско да речам, старински што вели лош знак, кога ќе те шетаат по патиштата, по друмовите, глуци и пацови. С краја да тоа се, ја не сакам на тоа да се осврнам. Па, нажалост, кажавте што се случуваше во оваа кампања, нажалост, елементарните услови за живење беа лајтмотив на целата кампања. Хигиената, превозот, преголемата точки за еден градоначалник. Комуналните дејности кои што би требало до сега да се решени во најголем дел од општини. Нажалост, тоа беа теми за кои што најмногу се разговараше. Инаку, ако ја оценуваме комплетно ситуацијата на локалните избори, може би е дегутантно да се каже, но сепак, верувам дека уште овие избори тоа ќе го повторуваме, дека ова беа мирни, фер, демократски избори, веројатно најдемократски до сега, Да, одлично организирани,
И се надевам дека како општество сите наредни избори, дали да се парламентарни, било да се парламентарни или локални, нема да го повторуваме тоа, што значи дека сме достигнале еден степен на демократизација на нашето општество. Како политичар ве прашувам, и еден добар експерт, аналитичар, со оглед дека сте коалиција, затоа че шараме малце со прашање и ваша партија и други партии. Дали ВМРО ДПМН ја потврди довербата како државотворна партија? Па резултатите на изборите покажуваат дека сите три делови на владата, значи коалициони или владени партнери, ВМРО ДПМН со нивната коалиција, ВЛЕН и Движење Знам, ги постигнаа своите цели и остварија успех. Затоа што ние пред овие локални избори имавме помеѓупартиски договор, за Движење Знам, за наша Македонија да кажам, таму каде што немаме номинирано кандидат за градоначелник, да го поддржиме кандидатот за градоначелник од владиниот партнер. И во најголем дел од случаи тоа беше така. Во 50 и не знам колку општини. Исто така со кандидатите на ВЛЕН. Така да и ние дадовме, како знам, придонес во тој севкупен напор, ВМРО ДПМН како голема коалиција и партија се како многу поголем напор во делот на поддршката, па и ВЛЕН. Така да може да се каже дека и ВМРО ДПМН оствари одличен резултат во однос на минатите локални избори, тие нарасна од некои 290.000 на 301.000. ВЛЕН ги освои клучните општини во делот на општини со мнозинско албанско население, како Чаир, како Сарај, како Тетово. Се оствари победа и во Струга. И Движење Знам се потврди со Куманово, можам да кажем и со Кочани, и со бројот на гласови кои што се освоени. Така да заеднички заклучок би требало да биде дека граѓаните се уште силно ја поддржуваат ова парламентарно мнозинство и оваа владина коалиција да продолжи понатаму во делот и на централна власт, но и на локална власт. Или многу арно не е заарно, но јас знам дека политичкиот субјект кој ја предводи коалицијата, ВМРО Знам и ВЛЕН, премиерот, да речам, на Република Македонија, господинот Мицкоски, покажа конзистентна политика, како што и вашиот лидер на политичката партија, господинот Максим Димитриевски, дека нема ни еден милиметар да се попушти моделот на уставните промени. Видовме што ни се случи, имаме затоа доста простор временски да коментираме. Јас, бидејќи ова е поширок формат на емисија, ќе ми дозволите да одиме и со некои прилози, па ќе коментираме. Одиме со тој прилог каде што господинот Христијан Мицкоски беше на тој самит за проширување на евроинтеграција. Тука претходно ни дојде. И да, јас сум критизер на госпожа фон дер Лајен, се додека документот нема да покаже тој двоен стандард, морковот и стапот. Госпожа фон дер Лајен треба да биде малце свесна, повеќе од тоа, дека македонскиот народ е прелажан, дека е предаден, манипулиран и повеќе нон-пасаран. Нема да помине госпожа фон дер Лајен. Нема да помине. Во една ситуација спомнувате, топката било у наш двор, а кај пресателката ниту топка, ниту фаул, ниту офсайд не спомнате. Значи, пак тој е двоен стандард. Председателот на владата замина на тој самит и еве што изјавил пред влезот на Европската унија во Брисел. Само што завршивме со средбата со председателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта. Пријателска средба. Првата средба имавме точно пред една година, кога господинот Кошта беше избран за председател на Европскиот совет. И од тогаш до денеска негуваме навистина пријателски и искрени односи. Господинот Кошта е голем пријател на Македонија и во таков дух помина денешната средба. Повторно разговаравме за актуелните теми, нормално приближувањето на нашата земја кон Европската унија и конечно формалното отпочнување на преговорите. На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се
случаја во минатото, изминативе 25 години, откако практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската Унија. Имавме пријателски и би рекол прилично продуктивен состанок. Едноставно, сето она кое што представува наш приоритет е и приоритет на господинот Кошта. Покрај приближувањето кон Европската Унија и отпуштувањето на преговорите, имаш уште неколку проекти кои што се за нас стратешки важни. Тоа е гасниот интерконектор со Србија и крак на гасниот цевковод кон соседно Косово. Понатаму тарифите за челикот и челичните производи на македонските производители. Да, кратко јасно за активностите. Ед мал коментар за ова, со оглед дека еве главниот и приоритетен адут беше уставните промени. Како го толкувате со тоа што беше господјата фон дер Лајен? Едно кажа тука, друго и кажа со председателката, бидејќи тогаш беше председателката на турнеја, беше на составници со челниците. Имаме нова влада, веќе година и половина, и завземен еден нов курс према надворешната политика и према односите со Европската Унија. Повеќето од нас, или верувам, готово сите сме за тоа Македонија еден ден да стане членка на тоа европско семејство и работиме навистина на тоа, но дефинитивно беше дојдено време, а и тоа се покажува дека оваа влада има принципи, има црвени линии кои што ги спомнуваме постојано, но црвените линии се во нас и од тие црвени линии нема да стапиме. Со мене го донесо вечерва и извештајот на Европската Унија. Многу, да кажем, коментари имаше во јавноста околу тоа како ви и што е. Внимателно го проучив и овој и претходните години. Ние како држава во ниеден од овие сегменти немаме назадување. Во некои од сегментиве имаме задоволувачка оценка, во некои сме и добри, негде сме и многу добри, као делот на Царинската унија и така натаму, но во некои од овие поглавја имаме мал напредок, негде имаме малку поголем напредок. Ништо од ова не е, да кажем така, за некаква голема критика. Што позицијата веднаш дрва камења. Но во извештајот на повеќе места се напоменува дека уставните измени се предуслов апсолутно за да почнеме. Видете, ние, секој од нас, кој што помалку нешто знае од македонската историја во изминативе 100-150 години, од крајот на 19 век, знаеме дека ова не е бенигно барање на нашиот источен сосед Бугарија, туку е само почеток на нешто многу поголемо или нивната идеја за проширување на политичкото влијание на една голема Бугарија. И ние тоа нема да дозволиме. Апсолутно нема да дозволиме. Европска унија мора да разбере дека на ваков начин, кршејќи копенхагенските критериуми и услови кои што важели за други членки на Европската унија, билатерализација за членување во Европската унија едноставно нема да може да се случи. И на крај на краишта, најголемото мнозинство на граѓани, поддржувајќи ја ова мнозинство во парламентот, го имаат кажано тоа и на минатогодишните парламентарни избори, па може да се каже и на овие локални избори, дека не по секоја цена започнување преговори, бидејќи тоа ќе биде отварање на Пандорината кутија, од која што ние нема да можеме да се извлечеме. Премиерот кажа вчера или завчера во една пригода, да, ќе го смениме уставот и ќе ги добиеме сите петки, да може да го пуштиме прилогот, па ќе не знаев дека сте. Ајде, одиме со тој прилог на господин Мицковски. Што и сега? Па видете да ги направиме уставните измени, најдобри ќе видиме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има
одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас. Например, ние сме многу пред Албанија, условно кажано, дури во 8 области сме пред Албанија, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што дава. Така што кога ќе се анализира состојбата на државите кој е спремен, кој не е спремен, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму, земји во регионот. Кратко, јас сум повторно добра оценка дека ние не сме на опачината, на опашката. Ние сме во многу кластери по-напред од Албанија. Па ние, еве, и како движење знам уште во пред минатогодишните парламентарни избори, нашиот председател Максим Димитриевски многу често истакнуваше конструктивниот пристап кон решавање на овој спор за уставни измени со одложено дејство, за одредени гаранции од страна на Европска Унија кон нас, за да воопшто можеме да пристапиме кон такво нешто, но до сега и покрај сите напори и обиди немаме јасни сигнали дека Европска Унија навистина е подготвена за такво нешто. Јас пред известно време бев на една конференција, европска конференција за заедничка надворешна и безбедносна политика, каде што се дискутира и земјите кандидати. Парадоксот е да кажеме дека во моментов Европската Унија има, така да кажем, ги фаворизира кандидатките како што е една Молдавија, Украина, што има војна. И во Молдавија има висок степен на корупција и нерешени работи. Невладење на правото. Така, натаму, сега тие две држави ги истакнуваат како приоритети. Балканските држави, да, ова што го слушаме, Црна Гора и Албанија добро напредуваат, за Македонија низбор. И покрај тие жртви. Тоа кажува дека и интересот на Европската Унија во моментов не е силен за да се откочи овој гордиев јазол во кој што минатата власт предводена од СДСМ и ДУИ не вовлече. И ние мора да најдеме начин да бидеме и креативни, но да си го задржиме нашето достоинство и да стартуваме со преговорите на оној начин како што стартувале сите други држави од нашето блиско окружување. А и први бевме што го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација. Да, 2005 година. 2005 веќе имаме статус на земја кандидатка, веќе тоа се 20 години тоа сме, се 2 децении. Ниту чекалната не сме. Но видете, тука пишува и дека ние треба да ги почитуваме договорите за добро соседство и Преспанскиот договор, но нема ни збор околу тоа што Грција од Преспанскиот договор треба да го исполни од договорот и што и Бугарија треба да го исполни од договорот за добро соседство за нашето полесно интегрирање во Европската Унија. Може ли да ја пуштиме председателката како го толкува тоа? Имаме не убави комплетни еден мозаик на прилози. Одиме со председателката Гордана Силјановска. Ја истакнав опасноста од двојните стандарди во евроинтеграциите, повикав на почитување на копенхагенските критериуми, но исто така и на основните принципи и вредности на кои почива Европската Унија, кои се дел од најважните конститутивни акти на Европската Унија. Секогаш го цитирам, па и денеска председателот на Франција, господинот Макрон, која истакнува важноста на принципите и вредностите како посебна карактеристика на Европската Унија. Се разбира, мислам на почитувањето на националниот и културниот идентитет, мислам на солидарноста, мислам на владењето на правото, мислам на почитувањето на човековиот дигнитет и интегритет, нешто што беше најважниот извозен артикл и најважната легитимација на
Европската Унија. Ваш коментар се огледа дека е кажано убаво, прецизно, филигрански. Да, нашата председателка знае да биде речита и го кажа тоа токму така како што е. Значи, во основата на Европската Унија, во базичните принципи е почитување на идентитетот на сите држави членки на Европската Унија, почитување на човековите права, почитување на владењето на правото и така натаму, така да тоа што важи за другите држави кои што пристапувале, треба да важи и за нас. Ние, навистина, како влада, можем да кажем дека сме активни, креативни во изнаоѓање на решението и очекувам дека и Европската Унија, или барем некоја од повлијателните членки на Европската Унија, ќе изнајде начин како овој ќорсокак да се разреши со Бугарија. Изненадува фактот што Вишеградската група, во која ние имаме доста голема симпатија од овие 4 држави и кои сочинуваат еден добар, силен корпус, максимална поддршка даваат за Република Македонија и низиното членство и други држави, не само Вишеградската. Има и други, да. Со тоа само една држава оди по стапките на јужниот сосед, како што кажавте, која не го испочитува и не го исполнува дадениот збор со преспанскиот окториран новинарска забелешка документ. Тоа е исто Бугарија, која еве на секој начин ни дише во вратали, се согласувате со мене, многу реакции и анализи, дека сепак тие се маши земени за да се дилитира, не агресивно, фактички зборам, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонскиот трезор. И конечно, генерале, јас љубам, се гордам, србин сум по народност, македонец по душа, живам 63 години во Скопје, значи, македонец. Има други кои се од етничките заедници кои немаат чувство на национална припадност. И многу лесно е за нив да речат ругло име и зошто не ги прифаќате уставните измени. Со тоа не кочите, бре, луѓе. Еве еден пример, аналитичар од албанска народност, што збори новинарска забелешка токму со уставните промени. Не можеме постојано да ги повторуваме тие неправди, бидејќи гледаме дека тоа не функционира. Значи, они викат имате обврска, гледате Марта Кош доаѓа, секој пат исто кажува и во Брисел, и во Скопје, и во регионот. Уставните измени и така натаму. Ние треба да кажеме, односно нашата власт стално вика, тоа не е никаков проблем, тоа е најлесната работа, не е така? Да. И они вика, па зашто не го направите? Затоа што ово, па вика, не може тоа така. Не може да поставиш услови на некој од кого очекуваш да те оценува. Значи, не ги оценува ние нив, они нас не оценуваат. И Албанија, и Црна Гора, и Србија, сите имаат проблеми. Шведска го смени устава за да влезе во НАТО. Значи, не е тоа нешто невидено во светот, и не е само Шведска. Сега, наша несреќа е што имаме земји членки кои што се таму пред нас и они може да ни постават услови. Ако чекаме уште малце, може да имаме нови вакви ситуации. Ако чекаме, ќе замине возот, што спомна господин Стојан Нандов, ќе замине возот за Белград. Се сеќавате, тоа беше по 15 до 3, директно до Белград. Од една анекдота. Кој воз ќе го испуштиме ние? Се сеќавате да ве подставам генерале? Другарчето или несудениот сват на Зоран Заев, Алексис Ципрас, јавно и гласно му плесна во фаца, во лице, на прославата на преспанскиот документ. Ако уште малку чекавте, ако уште малку чека, ако чека за уши малтене новинарска забелешка, ќе не фатеа меѓународната заедница и ќе мораше да го признаеме вашите уставни. Да, сите ја слушнавме таа изјава и беше навистина поразително. Поразително и за човека што седеше до него, кој што учествуваше во подготовката на Преспанскиот договор.
Но знаете како проширувањето на Европската унија не е на највисоко на приоритетите на работата на Европската унија. Има многу повеќе приоритети, поважни приоритети со кои што Европска унија се бави. Проширувањето е негде доле на листата на приоритети и генерално секое проширување на Европската унија низ историјата до сега, по последниве да кажеме 2-3 децении, била работа на геополитиката и на интересот на Европската унија. Не била во делот на подготвеност на одредени земји членки кандидатки. Така да јас се уште длабоко верувам дека овој регион на Западен Балкан во ова или во онаа форма ќе се интегрира во Европска унија во одреден пакет, тогаш кога Европската унија ќе процени дека е тоа од геополитички аспект важно за нив. Сега на прво место е безбедноста на европскиот континент и Европската унија. Веројатно второ место е економијата, со сите овие предизвици кои што ги имаат. Со голема финанска дубиоза и банкроти Германија преку 2000 милиарди или трилиона, исправете ме, е во загуба. Да, огромни трошоци за безбедноста, за одбраната, компетитивноста на европската економија во однос на Азија, во однос на Кина и Индија, политиката на Америка кон остатокот од светот, вклучително и државите членки на Европската унија. Тоа се све тешки ребуси за решавање за Европската унија. Поради тоа сметам дека проширувањето е подолу во приоритетите, но вистински пробив ќе има тогаш кога навистина Европска унија ќе каже да, сега е ова приоритет од геополитички аспект. Напредокот на Албанија го поздравуваме сите, таа е наш сосед. Се радуваме кога и нашите соседи напредуваат, исто така и, да кажеме, една блиска држава како што е Црна Гора. Но сметам дека и по овој извештај, а и пред овој извештај, дека Македонија како држава прво целосно е усогласена со надворешната безбедносна политика и надворешната и безбедносна политика на Европска унија, и тоа е веројатно најдобро оценето во овој извештај, што е многу важно. Во голем дел од области, во делот на економијата, сме солидно усогласени со ЕУАК и со европското законодавство. Точно ни е наведено што уште треба да се направи. Оваа влада е и реформска влада. Јас како пратеник во собранието ги следам тие процеси. Планот за раст како една алатка на Европската унија за забрзување на реформите, ние бевме и лидери, први кои што го понудивме и најдобро оценет нашиот план и начелно го спроведуваме. Со одредени мали задоснувања во одредени области, но како држава го исполнуваме тоа што сме си го зацртале во планот за раст. Што значи дека како држава и како влада реформската агенда е високо на приоритетите на работа и верувам дека во наредниве, да кажем, уште 2,5 години од овој состав на владата, дека резултатите ќе бидат уште повеќе видливи. Пред се владење на правото, реформите во тој правосуден систем, слушнаме и изјава, но и сите сме свесни дека во делот на правосудството навистина треба да има одреден позитивен помак. Во делот на останатите, да кажеме, јавна администрација, реформи во образованието, во здравството и така натаму, дека ќе имаме наскоро и видливи резултати, граѓани веќе може тоа да го повидливо да го оценат. Значи, ќе имаме еден сет на прашања во третата четвртина, да речем, од вечерашната емисија. Имајќи факт, ако ми дозволите, навистина пријатели за Македонија ни недостасуваат, генерале. Со оглед, јас се почитувам, ја поздравам владата и Министерството за надворешни работи, но како еден магистар токму по дипломатија, долгогодишен новинар, можам да кажам, е на мој предлог дека со позитивна енергија, дека треба да има поголема мобилизација и на други лица, искуствени, лица кои имат широк диапазон на пријатели. Јас познавам и ги поздравувам, да се користам можност,
професорот Јордан Ѓорчев, тој е еден угледен професор на Славјанскиот универзитет, кој на вистина, почитувани пријатели, почитувани гледачи, неговата агенда не е позната на македонската јавност. Тој како Народна партија, он така ја дефинира, не политички субјект, верували ли не, таква дипломатска мисија направи во светот, што ретко кој и министер, нека не ми замерат, а да не речам неговото обкружување, го направи. Значи, такви ни требат. И конечно, генерале, дали треба тука малце повеќе да се работи на дело ТВ, Ханс Лотер Штепан го имам како еден прилог, што не подучува германски амбасадор, кој размислува чисто македонски, за разлика од Зоран Заев, од Венко Филипче, кои натаму идат како бугарски квислинци, само да разневидат Македонија. Одиме со генерало, со амбасадорот Ханс Лотер Штепан. So, you will exist even without membership. But if you give in and renounce on your name and tell the Bulgarians, yes, you are Bulgarians, although this is an anachronism. The Bulgarians came later than you to the Balkans. They were assimilated by the Slavs. They accepted the Slav language. They speak your language, not you theirs. It is only called Bulgarian because they managed somehow to call their country still Bulgaria and the language Bulgarian, and now they think they can pretend that Macedonian is Bulgarian. It's anachronism. It's a game. They try to realize what they had for dreams of Velika Bulgaria. You know, they should renounce on becoming and wanting to be great. They should be satisfied with that what they have, instead of blaming and nagging other people and try to steal their rights. They would steal your identity. That's the point. Yes. And you shouldn't give in. Има ли поискрена изјава и македонски настроен? Во Фошлиц исто така, мислам дека почина голем македонец, германец кој ја сакаше, љубеше Македонија. Генерале, ве молам еден коментар. Нема, ова е навистина е важно кога човек кој што е не македонец, значи германец, збори за ова и се што каже е точно. Дали на Венко Филипче треба да се што каже е точно и како дипломат зборува овој пат како историчар без ракавици и го кажува токму тоа што е. И ние, да кажеме, во јавните настапи го зборуваме тоа. Значи, не се работи за една бенигна, мала измена на преамбулата на Уставот, туку е дел од една поголем проект кој што едноставно не можеме да си го дозволиме. Ќе влеземе во Европска унија достоинствено, како граѓани, како граѓани на оваа држава, како со својата историја, со својот идентитет, со национален трезор. Така или едноставно ќе останеме тука каде што сме, додека Европската унија не ги смени, односно не се врати на основните принципи. Затоа што за нас не може да се прават исклучици, за нас не може билатерализација на спорот да биде основен услов, едноставно не може. Прелажени сме со еден збор. Фрау Меркел на талентираниот, што самиот се нарекол цапнат, јас не го нареков така, самиот. Промените го уставот, подпишете го Преспанскиот договор, веднаш започнувате и станувате членка. Нели тоа перверзија во раскош? Со оглед дека Германија и Франција се конституенти, се основните пилари, фундаменти на Европската унија. Па да се наоѓа пречка господинот Макрон да изнајде друг модус, да рече сега не правиме реформи. Колку тоа честно, принципиално и европски да се изложи и изневери еден народ? Јас мислам дека ова што и се случува на Македонија во однос на Европската унија многу брзо ќе дојде на дневен ред на Европската унија и за некои други држави. Ќе ги снајде истото? Да. Па еве и Молдавија, па еве и Украина. Како нешто што е, да кажеме, интерес на Европската унија во делот на проширувањето.
И сметам дека Европската Унија ќе мора да изнајде начин за носење на одлуки, одредени одлуки, со квалификувано мнозинство, за да не се доведе во ситуација да биде Европската Унија блокирана во однос на нивните стремежи да остварат една геополитичка цел, каква што е Молдавија и Украина, она што се случува на Македонија. Значи, не поради Македонија, но поради некои други земји, кои што веќе се полека придвижуваат во делот на зачленување на Европската Унија или гравитационата сила на Европската Унија ги привлекува, како Украина и Молдавија, она што се случува сега, што Бугарија ни го прави нам, рачунајте, сметете дека ќе се случува и со Молдавија, особено со Украина, и Европската Унија ќе мора превентивно да изнајде начин како ќе ги носи одлуките. И Кошта... Оти ние не бараме ништо повеќе. Ништо повеќе. Ние бараме во процесот на приклучување кон Европската Унија да зависи од нас, од нашиот перформанс. Ако навистина немаме такви билатерални пречки и ако во оваа сина книга тука стои дека не сме напреднали во одредена област, тоа ќе значи дека е до нас. Но ако сме напреднале, да ни една друга држава, особено не сосед, стави забелешка или вето во одредена област, во одреден кластер или во одредена глава од пристапните преговори. Но пак повторувам дека Европската Унија не поради Македонија, но него поради некои други држави кои што се веројатно геополитички уште позначајни за Европската Унија и од безбедносен и од економски аспект, ќе мора да изнајде начин како ќе ги носи одлуките во делот на зачленување на нови членки во Европската Унија. Тука ќе збориме за коридорот 8, што е многу важен за со таа пруга и за НАТО стратегијата, бидејќи тоа е основно, тоа е крвоток за НАТО, што Европска Унија ќе се согласите со мене, сака или не, под покровителство на САД, ќе мора тоа да го артикулира. Морам тука да направам една дигресија за вашиот лидер на политичката партија, господинот Максим Димитриевски, кој ме одржа едно убаво предавање во центарот на Бугарија, во Софија, на една државна телевизија, што значи македонец и Македонија, што ретко од како ниту еден македонски политичар до сега не го направил, да. Но се да додадете околу тоа сето, како е ехото, со оглед да видам искрен го слушам и слушам коментарите во тие клипови, каде што народот со голем пиетет го доживеа тоа, пофалби до господинот Максим Димитриевски, кој конзистентен. Затоа кажав јас на почеток, конзистентноста моја докажувам и врз мојот интегритет. Никош не се одметнав од мојот став, од мојата ментална матрица, мојата идеологија. Значи, јас не можам да бидам первертит, да бидам хермапротит, што многу има такви. Не е тоа еволуација, генерале. Го гледате до вчера, Соросоид голем, кој велеше со декрет мора да се избрише ВМРО од ДПМН од политичкото небо. Денеска, да, ќе го спомнам, тоа е Бранко Геровски, кој имаше еден голем анимозитет кон мене. Геровски, еве ти се обратам јас тебе. Да, ти си тој истиот што сакаше да учествуваш во мојата емисија, но се плашеше од Мирка Велиновска и Латас. Збореше, ќе ти дојдам, али немој да дојде Мирка и Латас. Зошто Геровски стакал страв? Па денеска гледам поголем ВМРО-вец од сите ВМРО-вци. Тоа ми е, генерале, една забелешка моја, што денеска видов дека соросоидите се инкорпорира во СДС, ма ќе бидам честен тоа да го кажам во секој случај, дека има и таму честни луѓе. И тука не можам да го сватам со оглед дека вие покажавте таа плавата книга, тоа известиот, кој во 7 години изминати пишуваше хибриден режим. Дали ви пишува сега дека сте хибриден режим? Не, апсолутно не. Апсолутно не. Видете, еве, го спомнавте Социјалдемократскиот сојуз и некоректно е јасно што многу да коментирам околу нив. Ние од знам си ја гледаме нашата работа и нашиот однос со граѓаните. Но во таа партија дефинитивно и по овие локални избори тие полека, но сигурно се приближуваат на една психолошка бројка од 100.000 граѓани или под 100.000 граѓани и
доколку навистина не преземат сериозни реформи во делот на идеологијата, во делот на персоналниот состав, па и структурата, да веројатно се во слободен пат. Да. Не случајно спомнувам генерали за первертити. Доста му е на Македонија од такви хермафродити. Редно е да македонскиот народ се интегрира во едно јадро. И јас го спомнав настапот на председател на Знам, кој мене ме импонира, мене ме задовол, ме исполни со тоа, со таков настап сум настапил пред Солана, пред Роберсон, пред Карлал де Понте и денеска го имам тој респект. Верували ни не, јас имам кореспонденција со тие имиња. Тоа значи кој ќе покажеш цврст став за Македонија и македонизмот. Би замолил, тука има еден, се враќаме на македонска тло околу реформите, околу политиката. Тоа беше надворешна политика. Морам да забележам за коалицијата ваша, со Влен, јас пишов критики, коментари и се обратив до председателот на ВМРО како новинар во моите анализи, дека мора остар напад кон Пилка Сами, што ја у старт го дефинирав како една, тоа е новинарска забелешка, дека една нездрава политичка структура која има еден нестабилен политички став. Да се гласа за етничка општина, за етнички градоначалници и се тоа. Вие сте генерал. Вие сте, македонската јавност, да ја подсетам, единствен војник кој се спротивстави на одлуките на, можеби, на врховниот командант да се справи, дека нема да се справите со терористичкиот синдром што бил увезен од Косово под плаштот на меѓународна заедница. Ова не се ваши ставови, тоа се стави на голем број аналитичари и бевте тргнат од звањето. Значи, жртвувавте за Македонија, што не е пример денеска. Кажете ми во тој контекст, ве молам, еве имаме етнички артикулации, дали Македонија заслужува да има етничка карта на општини, кој не му успее на тие што виореа знамиња на голема Албанија. Дали е свесно, еднаш голем коментар е, дека треба да се стави крај на тоа со задникот, простете новинар, гледачи, во Скопје, со душата во Тирана или Косово или каде да е. Па видите, збориме чисто отворено ти. Видите, господине Томич, овие локални избори на тој план покажа одреден, би рекол, напредок како општество. Македонија како општество малку созреа. Започна пред изборите еден наратив од страна на ДУИ дека е ова референдумско изјаснување во делот на граѓаните албанци, дека се играше на национална карта повторно, некаква политика која што повеќе прилега на 90-тите години од минатиот век, а не на 2025 година, но генерално кампањата, па да кажем и на сите политички партии, сите политички субјекти беше ослободена од национализам или од етничко раслојување на општеството. Освен, да кажем така, еден кандидат за градоначалник на Брвеница и градоначалникот, односно кандидат во тоа време за градоначалник на Тетово. Но после реакцијата на одредени политички субјекти, Што кажеме председателот на ВМРО-ДПМН? Се коригираше во своите изјави, односно партијата, односно коалицијата од која што доаѓа, се обидуваше тоа малку да го изглади. Но генерално имавме ситуација каде што македонци гласаа за албанец кандидат за градоначалник. Имавме ситуации каде што и албанци гласаа за кандидат македонец, што е за поздравување. И еве да кажам и дека изборот на новиот градоначалник на Кичево е најдобар показател дека ние како општество зрееме и дека треба да ги оставиме етничкиот предзнак на одреден субјект, одреден кандидат на страна или позади нас, а да го цениме само квалитетот, профилот на кандидат. Тој пример, господин Тоа е Ивановски нешто докажа. што овие избори покажа дека ние како општество, Македонија како општество зрее во една позитивна насока и верувам дека во тој правец треба да се продолжи. Да се гледа квалитет, оти ние сме малобројна нација
малобројна нација сме, не сакам да кажам мала нација, него малобројна во моментов нација и секој човек ни е битен, секој човек. Да изградиме куќата Македонија. Тие што се добри, способни, тие треба да водат, да раководат во било која област и небитно е дали е македонец, албанец, србин, турчин, ром, глав и така натаму. Генерале, јас сум против тие стереотипи и предрасуди. Јас сакам сите да ја чувствуваат како своја заедничка држава. Во изводот на родина им пишува Македонија или градот кај да е. Значи, дали треба куќата Македонија сите заедно, цигла по цигла да ја изградиме, сите одаи да бидат исполнети со една позитивна енергија, не со национализам. Токму поради тоа јас верувам дека кај мнозинството наши сограѓани албанци постои сериозно разбирање за ситуацијата во која се наоѓаме со уставните измени и проблемот со Бугарија. Постои и емпатија, постои и разбирање дека за вакви прашања едноставно не можеме да разговараме. Верувам дека да во некаква ситуација и кај албанците, кај нашите сограѓани албанци има таков проблем или таков предизвик дека и македонците во најголем дел би пројавиле и разбирање и емпатија за случајот и би застанале цврсто позади одбрана на нивните интереси. Интересно е тоа, можам да кажам, верувам дека ќе се согласите со мене, оно што го спомнав, значи со најголемите цврсти ореви на меѓународната заедница, бев као со вас тет-а-тет. На една Карало дел Пеонте не се заканев и кажав, ниту еден муслиман не обвинивте во Хашкиот суд, пред Хашкиот суд, само православни. Верувајте ми, не ви фрлам клетва, али ќе се најдете и вие пред лицето на правдата во Хаг. Зошто ова го велам? Го велам затоа што голема неправда е направена код Македонија. Во сите изминати временски рамки, посебно овие 24-5 години, е доведена до еден срамен чин на девалвирање, дерогирање на идентитетското прашање и се она што резултира со гнев кај младите, што заминуваат, зимат карта во еден правец. Значи, систем кај што нема. И конечно, имавме една ситуација каде што новинар го прашува Ковачевски во друштво со Али Ахмети, после заминувањето на Заев, како ќе работите после ова? Вика, исто како и до сега. Дали имаме таква ситуација сега? И мајчи факт дека вашата коалиција, ве знам, ВМРО ДПМН, кај што господин Мицковски сврсти во таа ситуација и рече не. Тоа го каже и господинот Максим Димитриевски. Еве, имаме на изјава на Максим Димитриевски, кој гостувал на една скопска телевизија. Тоа е на телевизија Телма и додиме со тој прилог и ќе го искоментираме. Нештата никогаш нема повеќе да бидат исти и никогаш повеќе нема да се случи. На дело се некој си од Дуи или некој си од Влен да дојде и да го уценува другиот партнер со непристојни предлози кои што ќе одат на штета на македонските национални и државни интереси. Тоа знам го гарантира во оваа влада. Знам ќе гарантира дека ова мнозинство нема да обстои доколку се случи повторно феноменот на мултикорупција, мултикриминал, неказнивост и селективна правда. И трета работа, ќе гарантира дека сите овие теории кои што ги отворивте, начнавте ваши размислувања, нема да добијат можност да се реализираат во најцрното сценарио, туку се што ќе се случува објективно, транспарентно, отчетно и одговорно пред самата јавност македонска и никогаш повеќе нема да има договори во четири очи, каде што со закон ќе се даде можност на одредени компании да бидат изберени на тендер и да станат капардахи во нашата држава, да копаат, градат, заградуваат, кај ќе стигнат и како ќе стигнат, како што е случајот со Коридор 8. Убаво и здраво за уши и за очи кога ќе слушнеш ваква изјава.
Видовме Марковски, кој беше многу спомнат за копот на рек Битово и така натаму, финансирал СДСМ и така натаму. Милионер! И се најде таму кај што му е местото. Видовме во овие изминати 24 часа член на вработен функционер за тоа за субвенција или за што беше во земјоделие, Председател на Општински комитет на Свети Николе. Председател на Општински комитет на Свети Николе, дека нема тука милост, no mercy, што вика. По ова што го кажа председателот на ЗНАМ, Максим Димитриевски, и навистина е така. Во овие година и пол дена имаме поинаков начин на водење на политиката. Имаме одговорност, имаме работа и имаме барање на резултати од секој носител на функција. Во делот на борбата со корупцијата и криминалот, верувам дека ни граѓаните не се задоволни, но и власта не е задоволна со какво темпо треба да се работи. Но сепак овие примери што ги спомнавте, а имаше и други, кажуваат дека се оди во таа насока. Сепак, работата е и на обвинителството, во соработка со Министерството за внатрешни работи и на судовите да ги истражат сите случаи кои што имаат основ за криминално поведение. И генерално сметам, јас лично сметам дека не се оди со тоа темпо со кое што би требало, таа борба против корупцијата, но верувам дека во наредниот период и таа ќе се забрзе. Затоа што народов бара одговорност. Народот бара одговорност за се она што е евидентирано, забележано како девијантно однесување во јавноста на носители на јавни функции. И јавна тајна е каде и што најмногу се крадел овој државен буџет, овој народ, каде се крадел и очекуваме правда. Правда мора да има. Да. И јас трубам, зборам, речиси во континуитет со месеци да тие 32 милиарди украдени буџетски средства од страната на СДСМ и ДУИ, каде што тоа се пари, генерале. Тоа не е стотка или дарка, 32 милиарди евра. Тоа се автопатишта, тоа се хидроцентрали, тоа се брзи железници, школи, болници. Дали се, тоа кога доаѓам и тука ќе влезам, ќе морам да направам еден рез и ја да артикулирам моделот на обвинителството. Имаме случај, дури Америка. Еве, видете, дека нема буџет, не може да помине во Америка, бидејќи демократите, простете, народот ги вика демони, се што да правам, тоа е тоа, длабока држава, ги врзуваат. Една Србија, луѓе, Бога му, па видовте што не направил господинот Вучич. И цврст орев не сака да си го даде тоа дел од Србија, светињата. Да, потекнам од тој дел, токму од тој дел од Србија, каде што сум били во Грачаница и сегде каде што се случуваат тие работи. И не може човекот се разни комедии му прават. Истата слика што беше обоена револуција тука во 2000 и која беше 15-16 за непромена на името, му се пресликала со шарена револуција во Србија. И уште едно да кажеме дека и да сака господинот Мицковски со своите коалициони партнери да се бори против криминал, не може. Бидејќи судството, обвинителството се на СДСМ и ДУИ. Генерали, бидејќи јас ќе направам последен рез, еве, дали сега, после најавата на локалните избори, односно зборот после конгресот на ВМРО, тоа е 8 декември, ќе треба да се направи тоа чистката, така ќе наречам. Ако не те бива, брат, ќе се тргнеш, ќе оставиш други кои се поспособни. Се согласите со мене? Па јас мислам дека баш во ваша емисија го кажав тоа. Ние, секоја власт во Македонија има одговорност и одговара пред некого. Парламентот одговара пред граѓаните, пратениците се бирани од граѓаните. Извршната власт одговара пред парламентот, пред собранијата и се поставува прашање пред кого одговара правосудниот систем или обвинителството и судството. Веројатно пред граѓаните исто така. Но системот е добро поставен е во соработка со европските партнери и така натаму, но кадровски е многу слаб.
многу луѓе во тие тела, и во судскиот совет, и во советот на обвинители, и во делот на обвинителството и судството, се луѓе кои што одамна го изгубиле интегритетот, работеле за одредени групации, политички, бизнис групации, едноставно го немаат интегритетот да ја спроведат правдата онака како што граѓаните го очекуваат. И очигледно е дека на тој план што ќе мора да се направи, оти извештајот не го таргетира одредено министерство, туку го таргетира правосудниот систем онаков каков што е поставен. Така да и овие слаби оценки или немање прогрес се оценка за тие структури во обвинителството и во судството. Да. Че говориме за вашиот министер, јас го поздравам, господинот министерот за правда. За правда. Филков. Филков, да. Јас, Ивано, би те замолил само краткиот джингл на Гласот на народот, би направил една дигресија токму за обвинителството. Мал джингл само. На демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, се надам дека ќе најдам на разбирање од ваша страна. Ова се минутите кои јас ќе замолам на разбирање од ваша страна, со оглед дека говорам за правниот систем, за обвинителството, за судството и за криминалите што се случуваат во Република Македонија. Како пателец ви се обраќам. Знаете дека се борам и ќе се борам додека дишам, во вистинска смисла на зборот, за вистината и смртта, односно убиството на мојот син. И јас открив една голема кривична постапка или кривично дејание, фалсификување на документ, почитувани. Фалсификат на отпусно писмо, почитувани, тоа е светиња нешто во медицината. Тоа е отпуснато писмо на мојот син Ѓорги Томич. Ова е криминал. Со овој фалсификат, почитувани, јас поднесов нов дополнителен поднесок до почитуваниот Гаврил Бубевски, председател на основното скопско обвинителство, кој го поздравувам и знам дека е професионалец и навистина верувам дека господинот Гаврил Бубевски после оваа емисија ќе ги преземе работите во своји раце. Фалсификат. И покрај тоа што спомнав дека во хематологија, кај што директор медицински е господјата Сонја Ставрич, или бајрактарката на шарената револуција, која шверцувала игли за боцкање на градниот кош, градната коска и да се испитува коскената срж, во кој мојот син со тие шверцувани игли беше гарант боцкан, а тој извештај, таа инвестигација е нафуркан са лију. Од друга ситуација, за да избегне господјата медицински доктор Сонја Ставрич, го фалсификува отпуснато писмо на мојот син Ѓорги Томич и пишува вака, дека синот мој Ѓорги Томич во двата наврата на компјутерска томографија на мозокот и во првиот и во вториот имаше сах, или општо кажано крварење на мозокот. Внимавајте, значи во првиот наод, компјутерска томографија, кој е правен на еден швейцарски начин, без ние, родителите, да не знаеме, не сме информирани дека мојот син на 26 јануар беше однесен како бегалец, избеглица на хематолошка, на хируршка клиника и господјата Попова да ме замоли и да рече ангажирајте приватно толкување
на радиолошкиот преглед. Ви се молам, Марија Попова, како можете во 17 часот и 30 да барате од мене приватно, но се работи за мојот син. Бев револтиран и така натаму. Вие да бевте свесни као доктори, че го носевте дента на мониторинг, да биде цел ден на неврохирургија и да го интубирате и така. Не го интубирале и кажавте на мојата сна да бидеме внимателни со терапијата да не се случи хаварија. И се случи хаварија бидејќи дежурната пријателката на Венко Филипче му ја направи таа работа. Ниту го држала со сатурација, морам да ме подседам со 65 и не го интубирала. На наодот, уште еднашка, пишува дека нема никакви промени на мозокот. Почитувани, ти благодарам, Ивана. Видите, и го најдов професор доктор Миодраг Фрчаковски, најеминентен радиолог, професор кој познат не само Македонија, од целиот регион, дури Европа. Професорот кажува дека нема сах, дека нема крварење на мозокот. Од друга ситуација, во отпуснато писмо пишува дека имаше надваналата. Еве го фалсификатот. Затоа, уште еднашка, господине јавен обвинител, ве замолувам, господин Бубевски, Гавриел, носите име на Архангел. Ве молам, знам дека ќе бидете пред се татко и професионалец, мојот допис ќе го реализирате и ќе се борите против овој фалсификат, што потврдува дека е убиство. Значи, убиство на Ѓорги Томич. И властите, институциите молам подитно да постапат според истото. И на допрен глас, а обвинителството веќе си ја знае својата работа. Тука можам еден джигал, оти правам разлика меѓу ова и темата што ќе ја финиширам. На демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Генерале, мораше ова да се обрати на јавноста, бидејќи ова е фалсификат на документ. Значи, тоа е отпусно писмо. Тоа е свето писмо, да речем, во здравството, ќе се согласите. Сочувствувам со вашата трагедија и болка и верувам дека нема поголема болка кога родител ќе изгуби свој чадо. Дали треба се мижи нова институциите на системот, министерствата, обвинителствата, органите за прогон, значи ова е фалсификат. Еве јас поднесок дадов. Еве во контекст на тоа. Сте се обратиле, до институции. Да, дали тоа еве сега што премиерот реши ресет, дали некоја друга ситуација му противречат? Страв ли треба да има? Некој или има конкретно став да ќе ги прикрие своите криминални дејанија? Зборуваме за промени, за реформи и дефинитивно ќе мора да се пројават резултати. Оти очигледно е дека во овие година и половина дена се обидувавме како мнозинство и како влада да влијаеме на луѓето во тој правосуден систем да почнат да си ја вршат функцијата за која што се платени, за која што се поставени, но на жалост и покрај дејанијата и на собранието во делот на изгласување на недоверба на одредени поединци во тој систем нема никакви промени. Така да и критиките на извештајот на Европската Унија веројатно најслаби оценки се во тој дел на реформите на правосудството и тука нешто ќе мора навистина да се Вашиот министер, господин Филков, очеков во емисијата, се надевам како после оваа емисија ќе прифати да дојде, напри 12 системски закони кои треба да поминат низ. Да, еве го следев, особено бидејќи е министер на знам. Ја следев неговата работа во изминативе 14 месеци, вложи голем труд. Го направи она што беше потреба да се направи, да се соберат најголемите авторитети од областа на правосудството од државата и тие се во делот на тимот на министерот Филков во Министерството за правда, работејќи на овие закони, усогласувајќи ги со европската регулатива и со Венецијанската комисија
и за овие, да кажеме, 14-15 месеци испорача голем број на закони кои што се спомнуваат во извештајот. Тие се во делот, негде се, да кажеме, во владината процедура, дел од тие закони се вратени со позитивно мислење од Венецијанската комисија и се очекува да дојдат и во собранието на изгласување. Така да во делот на правосудната подлога или рамка или усогласување на законите, тоа е основната функција на Министерството. Во делот на обвинителството и судството, тие се независни власти. Тие не се во хиерархијата под министерот за правда. Тоа треба народот да го знае. Но, според Венецијанската комисија, ја мислам дека ќе се раководи владата, со оглед дека таа предлага, тоа е европски принцип, европско правило, дека јавниот правобранител на државата треба да се избира со апсолутно мнозинство. Вие имате како двотретинско мнозинство, го имате тоа мнозинство и да се избира во собранието. Дали тоа ќе даде право и можност да се стави крај на ова проклета болест на неказнивост, заштита на криминалци, на идиоти, јас морам така да ги наречам, кои го крадат, го убиваат народот, го уништуваат македонското јадро, не зборам по род, по државјанство. Значи, сите кои живееме во оваа држава сме македонци. По државјанство и тие сакаме да си бидеме мирни, да живееме мирно, да не се плашиме, да не крадат, да не уценуваат, да не корумпираат и така натаму и така натаму. Еве, дали тоа значи дека премиерот што најави, верам во координација со вас, дека сепак треба да се случи и час поскоро да имаме способни луѓе искуствени, кои ќе треземат работата свој раце. Може би недоволно го истакнуваме тоа, во тој правосуден систем има многу честни луѓе со интегритет. Секоја чест. Но тие едноставно не можат да дојдат до израз. Од овие? Па така, од овие што се заложиле или одработуваат за одредени групации. Но кога разговарате со суди, обвинители, адвокати околу проблемите во тој правосуден систем, тие се бројни. И во делот на финансии. Треба да бидат финансиски самостојни, да бидат според процентот кој што е зададен од прилика во некакви европски рамки или нормативи. Има голем недостаток на персонал, и на обвинители, и на судии. Академијата за обвинители и судии видовме што направи проблем во делот на продукција. Имаме луѓе кои што работат долги години во судството, како стручни соработници. Не можат да дојдат до израз, да станат судии, затоа што е системот поставен да мора да го поминат тие 2 години низ Академијата на судии. Академијата на судии има ограничен капацитет. И се поставува, кога ќе ги видите сите проблеми кои што постојат во правосудството, тие се бројни. И навистина е потребна една сеопфатна, широка реформа. И во делот на финансирањето, и во делот на начинот на доаѓање до одреден статус, и во делот на обвинителството, и во делот на судството, на крај на крајшта тука и адвокатската фела, каде што многу комотно да превземат одредени улоги во институциите, одредени позиции. Значи, тоа е еден сеопфатен, комплексен проблем со многу внатрешни проблеми и ќе мора да се работи на широк фронт и да се работи забрзано. А дека во тој систем има навистина квалитетни луѓе со интегритет и на нив треба да им се даде шанса, тоа е нешто што веројатно ќе даде разлика. Го спомнавте адвокатскиот тим, корпус кој навистина имаме околу 12 колку му доаѓа минути, 10 минути за крајот на емисијата, сакав тој дел да фатам. Ви благодарам за подпрашањето. Имаме успешни адвокати кои може да ги превземат тие места и тоа век презиш со задоволство, кои што навистина ќе дадат една нова свежина, нова крв. Искуствени луѓе кои дадоа голем придонес за правдата и правосудството во Македонија. Јас само ќе го парафразирам почитуваниот
Можда со вас го спомнам, али задоволство ми е Димитар Дангов, еве, утре му е именден и ќе му честитам лично именденот на господин Дангов, кој спомна, господин Слободан, се додека правото не биде врховно, држава нема да биде држава. И се согласувате ли дека правото мора биде врховно, над се и пред се? Се согласувам апсолутно, но во ситуација кога имате голем недостаток на стручен кадар, многу непополнети работни места во делот на обвинителството и во делот на судството, начинот на продукција на потребниот персонал е ограничен преку Академијата на судии, а имате од друга страна голем број на стручни луѓе кои што со години работат во фелата, во струката. Еве, јас миначе спомнам, ве морам, презимето не го знам, ама еве ми таа е стручен соработник со години председателе на синдикатот, со месеци одела со своите вработени да бара правдата. Јас ја ти се извинам, ми беше соговорничка, се бореше за правата на судиите, на обвинителите, на вас, кои сте дел од судскиот систем, а ги немате правата. Еве, јас мислам, че се согласите, генерале, тоа е крв што ја викам, тие се полни со енергија, со знаење и редно е да си ги добијат своите места. Се согласувате со мене? Тие изгледа со месеци да се борат за својот статус, додека другите уживат. И знаете што велат? Еден мој добар пријател, Слободане, немој да мислиш дека политичарите се со најубави куќи. Може би, да, тие собира кајмакот, меѓутоа не инвестират у куќи. Најдобар големи куќи имат адвокат, обвинител, судија. И навистина се уери во многу нешта. Но, ако се честно работи, ако не биде у ситуација на корумпираност, на лепливи прсти и така натаму, конечно, морам да ја спомнам јас таа коалиција која господинот Мицковски јавно кажа дека нема компромис, нема пазарење и дека нема да даде посебно место. Да не парафразирам, одиме со последната изјава на господин Мицковски. И дали ја вреди ќе добие министера плюс со заминувањето на Меджити во ресорот на животна средина? А зошто ја добија? Бидејќи веќе потврди дека Беким Сали ќе биде на вице-премиерската позиција. Добро, тоа не значи дека ќе има ресор повеќе. Тоа си е одлука на нашиот коалиционен партнер. Јас имам високо мислење за Беким Сали. Апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема, но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Јасно и гласно. Дали по ова и по многу други постапки на владата се гледа дека ова поинаква власт од она што народот е научен да гледа. Знаете, ние сме во рамките на владината коалиција, ВМРО ДПМН, Вреди и Знам, градиме едни коректни, здрави партнерски односи со заедничка цел за подобра иднина на Македонија. Така. И ако е нешто поинако од минатото е тоа дека мандатарот е тој кој одлучува за состав, кадровски состав на владата, а не мала речица или Муртина или не знам која. Значи, ако мандатарот ја добил довербата, му се нудат одредени кадровски решенија и пак последната одлука е негова за тоа кој ќе води кој ресор, колку ресори и така натаму. Да. Многу ми значеше вашиот одговор со оглед дека народот навикна на еден, како што реков, на одговорот на Да, министрите од одредени политички партии му одговараат на партискиот лидер, а не на мандатарот. Да. Тука нема пред поглавицата негови, така и истиот поглавица вели како ќе работите, како и досега. И по тоа оваа влада, каде што знам е дел, се разликува од сите претходни влади. Гледам тоа дека има многу оставки од СДСМ. Дали ќе има некои филтри ако побараат влез кај вас? Видовме сега нови локални избори, таа талентираната, пак ќе речам, новинарска забелешка, која навистина ни да се смееш, ни да плачеш под председател да СДСМ ги ја слушав какви бисери тресе баш така, ќе речам, на емисии,
кои не се компатабилни како еден подпредседател на социјалдемократска. Видете, Движење Знаме е една уникатна структура, уникатна партија. Може би поради одредени изјави се стекнува впечаток дека произлегла од некоја друга партија, но тоа не е вистина. Дел од нашето членство или раководство и членство на вистина има минат труд, стаж во Социјалдемократскиот сојуз, но исто така имаме членови кои што били во други политички партии, кои што се можеби во центар десно. Ама имаме исто така и многу членови и на раководни места кои што не биле во ниту една политичка партија, така да ние, како знам, сме сериозни во тоа да изградиме сериозна политичка партија, да понудиме на граѓаните нов начин на практикување на власта и работиме постојано на терен. Нашата структура во овие години и пол дена е веројатно трета најдобра партиска структура во Македонија. И не сме застанале, ќе продолжиме да работиме, знам да биде присутен во секое населено место, во секоја општина во Македонија, дури и тамо каде што мнозинско население се албанци. Значи, сакаме, знам да за кратко време прерасне во една стабилна, средно голема партија, која што ќе може на народот да му понуди решенија и да преземе одговорност, учествувајќи во власта, како на централно, а сега и на локално ниво. После локалните избори, знам че има советници во голем број општини, ќе учествуваат во работата на локалната самоуправа. Во одредени општини се и клучни за формирање на мнозинството во општините и ќе можат преку практикување на локални политики уште поблиску да им помогнат на граѓаните на своите населени места. Така да Движење Знам си води својата политика, а што ќе работи Социјалдемократскиот сојуз, тоа е нивна работа. Народот ве консумира и докажа, и ве избра и очекуваат и натаму да видите на професионална и чиста македонска соработка со вашиот коалиционен партнер ВМРО ДПМН. Ви посакувам добро здравје и за многу години празникот. Јас сега ќе се обратам да го честитаме празникот. За многу години Митровден. Почитувани, пред да ви го честитам празникот, дозволите само неколку мои завршни зборови. Почитувани, Македонија поминува низ историски моменти и политичка зрелост и одлучност. Граѓаните го препознаа храброто и принципиелно лидерство. Знам, покажа дека може да биде коректен и лојален партнер. Влен, за жал, сака да скрене малце од курсот. Морам да ви бидам, господа, од Лен. Господ Меджити, ние сме пријатели, се знаеме 20 години, но морам и јас аларм и warning да ви потребам на време да интервенирате и да реагирате за некакви скршнувања од вашите колеги, дека не е убаво. Со едниот дел од телото да седат до Скопје, со срцето на друго место. Мицковски останува единствен политичар кој зборува со принцип, не со страв, кој го брани јазикот, идентитетот и историјата на Македонија со неговите коалициони партнери на Знам. Народот порача дека државата е пред принципите се пред калкулациите и дека Македонија заслужува влада која ја брани со интегритет. Гласот на народот ќе биде секогаш почитувани тука да каже вистината, да прашува и да опоменува. Ви благодарам што бевте со нас вечерва. Ви благодарам на генералот што овие 90 минути ви даде максимална информација за тоа што сакавте да го слушнете. Заедно со генералот ви го честитаме големиот христијански празник. Тоа е Свети Димитрија Солунски, мироточив. Ви го честитам именденот на сите што го носите овој прекрасен името на овој голем светител. И има мојот драг пријател Димитар Дангов. И да сте ми живи и здрави. Утре сакам да ве видам многу, многу, не реков во бројност во сите храмови. Имаме прекрасни храмови. Ова Македонија е библиска земја. Не ми замерете, тоа мораше да го кажам на Георги, бидејќи тоа е фалсификат, криминал, кој знам дека ќе го осудите, а власта ќе превземе мерки. Пријатна вечер. Велика обрете беда, тя помойника
vseljena jastra stoterče, jaziki pobježdajušća, jakože u Bolijevu nizložil jesi gordinju i na podvig deznovena sotvoril jesi nestora, tako svjate Dimitrije, Hristu Bogu molisja, darovati nam veliju milost. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.